Четврток, 11 јануари, кратки вести во 12 часот. Информацијата за изјавата на премиерот Димитар Ковачевски дека автопатот Охрид-Кичево е готов 80%, но слечиштата ќе морале да се регулираат, е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите се најблаго кажано револтирани од ваквите и слични изјави кои периодов наназад ги соопштуваат највисоките официјални лица на државата и потенцираат дека после толку години да се изјави дека делницата е готова 80%, а најголемиот дел од граѓаните секојдневно ја поминуваат и гледаат каква е реалната состојба, е несериозно и потценувачки. Тие потсетуваат на огромните средства кои се потрошени и прашуваат кој ќе сноси одговорност и ќе ги врати вишоците на исплатени пари. Луѓето што живееле кај градиште кај Охридското езеро пред повеќе од 6000 години користеле дап, бор и фоја, помалку црн и бел габер и јасен во изградбата на наколната населба во која живееле. Ова го потврдија дендрохронолошките анализи на дрвените колци од подводните истражувања на локалитетот Плоча Мичовград, што беа користени за прв пат кај нас за датирање на праисториски локалитет. Истражувањата беа спроведени во 2018 и 2019 година, а материјалот е публикуван на sciencedirect.com. Трудот е во коавторство со 11 научници, а беа вклучени и тројца археолози од Македонија. Охриѓани уште еднаш имаат можност да ја покажат својата докажана хуманост и сите заедно да подадеме рака да му помогнеме на 22 годишниот Петар, кој боледува од ретка болест тирозин хидроксилаза дефицит и има потреба од хируршка интервенција во Турција. Потребни се да се соберат уште 20.000 евра, а сите кои се во можност може да донираат со јавување на броевите 143460 на А1 и 143128 на Телеком или на трансакциска сметка отворена во Халк банка. Времето денес променливо облачно и студено, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.